Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи вечерва и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ексклузивно досие, сите луѓе на премиерот. Како се формирани лоби групите во власта, кои се луѓето во сенка кои владаат со Република Македонија, како функционира фамилијата која победи на последните 5 избори. Вечерва ќе може да проследите нашето телевизиско досие на тема Сите луѓе на премиерот. Еве го нашиот избор за вечерва. Како предлог на СДСМ 1997 година Зоран Ставревски избран за вице-гувернер на Народна банка на Република Македонија, односно тој е дел од тоа раководство на Народната банка кој доаѓа на тие функции веднаш после аферата со ТАТ. Па дури како предлог на СДСМ беше избран за вице-гувернер 1997 година на Народна банка. Очигледно дека нема идеологија во приказката. Единствено идеологија зелената боја, ама не она, него нели на доларот. Зоран Ставревски е денес голем ВМРО-ец. Така денеска делува. Дали во ваше време Зоран Ставревски беше член на ВМРО ДПМН? Па не го познав во тој период, дека бил во ВМРО. Што е повеќе Зоран Ставревски, министар за финансии или кум на Никола Груевски? Па јас мислам дека тој се обидува да биде министер за финансии, мислам дури дека е повеќе министер за финансии. Популарниот кум или популарното кумче. Битен е Зоран Ставревски во таа структура на Никола Груевски по вас? Очигледно, затоа што премногу долго трае тоа нивно дружење. Очигледно е дека Ставревски е човек кој што знае како да игра со Груевски. 99 година, кога Љубе Трпевски гувернер на Народна банка, Зоран Ставревски доаѓа и станува подсекретар во ВМРО-вската влада кога Груевски министер за финансии. Да. 1999 година Зоран Ставревски првпат доаѓа во кабинетот на Никола Груевски во Министерството за финансии, претходно е вице-гувернер на Народна банка. Па се знаеше кој може да биде вице-гувернер претходно во Народна банка. И вели дека тој трансфер е направен во договор помеѓу Никола Груевски и тогашниот гувернер Љубе Трпевски. Од она што јас го знам е дека Зоран Ставревски е главниот креатор на економскиот дел од програмата за природба. Зоран Ставревски 2001 година оди во Светска банка. Значи кога е кризата во Македонија, тој оди во Светска банка. Не е тука. 5 години во Вашингтон, се враќа 2006 година и станува потпредседател на Нема ден учествува во кампањата и никаква пројава во ВМРО ДПМН до победата 2006. Значи тој е повеќе кум отколку што е ВМРО-ец. Тоа не можам да знам, меѓутоа се сомневам во еден мастер план, одлично изработен. Зоран Ставревски секогаш беше за близок на Охридско лоби, тука беше Љубе Трпевски, тука беше Илија Илиевски, тука беше директорот на Охридска банка, Неинвестбанк и така натаму. И тоа лоби секогаш беше близко до СДСМ. Изненади неговиот трансфер 99 година во финансии, кога Љубе Трпевски го праќа како некој начин помош за Никола Груевски кој тогаш доаѓа да биде министер. Да што Зоран Ставревски на интересна фигура. Обично такви мали луѓе со големи амбиции доаѓаат во позиција кога некој нешто ќе им понуди да го прифатат. Тоа и стануваат преку многу големи. Али има една друга филозофија во животот, нели? Падовите на тие мали луѓе кои што летаат на големи височини е многу интересен. Ако го земе српското сценарио кај што кумот секогаш го прелажува или го издава кумот, дали може да се случи во македонски услови Зоран Ставревски да биде Јадранка Косор на Никола Груевски, како што имаше спекулации? Мислам дека не. Заради тоа што за да се случи тоа, потребно е количество на идеологија во владењето, за да има на што да се фати па да се разединат, нели, во целата работа. Мислите дека Зоран Ставревски има лидерски амбиции во ВМРО ДПМН? Јас мислам не. Подосна тоа пријателство прераснува во кумство и еден од луѓето кој најдолго има останато до Никола Груевски. Да, и мислам дека економската политика му е доверена целосно на Зоран Ставревски и мислам дека Никола Груевски многу му верува на Зоран Ставревски за економските прашања. Денес се уште постои дилемата дали Зоран Ставревски, можеби после истекот на мандатот на Петар Гошев, ќе биде новиот гувернер на Република Македонија. Како Зоран Ставревски успеа да биде толку доминантен? Никола Груевски очигледно му верува на Затоа што тој човек. знае, затоа што му верува, меѓутоа искрено да ви кажам, јас се уште сум изненадена што обстојуваат, бидејќи Никола Груевски не трпи човек со интегритет и со принципи покрај себе. Сигурно меѓутоа во тој конфликт Ставревски Райко Слаевски, Никола Груевски застана на страната на Зоран Ставревски. Да, затоа што му верува. Затоа што му верува, сигурно повеќе од Славевски се разбираат, си имаат некоја релација, меѓутоа јас мислам дека нема ни тоа вечно пријателство да трае со оглед на тоа што Ставревски сепак има интегритет и принципи и силен карактер. Посилен е од Никола Груевски.
Мислам дека дури и Трајко Славевски беше жртвуван поради Зоран Ставревски. Значи во тој еден период по некој начин Ставревски и Славевски дојда во конфликт, Груевски застана зад Зоран Ставревски. Да. Денес се говори за две структури околу Никола Груевски, две структури во политичкото и во бизнис лоби на ВМРО-ДПМН, едната која представува Сашо Мјалков, едната која представува Зоран Ставревски. Може ли Зоран Ставревски да биде пандан на Сашо Мјалков? Може ли Зоран Ставревски да се смета дека има таква политичка и бизнис тежина во врвот на ВМРО во споредба со Мјалков, например? Јас мислам дека Мјалков е најмоќниот човек до Груевски. Меѓутоа Груевски можеби тоа веќе што го прави. Секојаш ставајќи два спротивставени лика, кои што имаат доволна моќ, за на крај тој да пресудува. Во политичките кулари во Скопје Мартин Протогер важи за внук на познатиот генерал Александар Протогеров, кој беше бугарскиот херој на Балканските војни и беше долгогодишен шеф на бугарските масони. Мартин Протогер има одредено семејно наследство од Протогеров, генералот Протогеров, кој беше генерал на бугарската армија. Мислам дека не ви е до крај тоа истражено, тоа вие пошто сте истражувачко новинарство, ќе го преиспитате. Иначе он е близо комшија, живеел во Тафталиџе, мислам дека зграда до зграда или во истата зграда кај што живееше и Орце Камчев. Мислите дека таа е врската? Не знам се, тоа е за втората емисија, Демаца, ќе се потрудите да поработите, многу лесно сака да дојдете до податоци. Мартин Протогер, дали неговата моќ е навистина толку голема и реална или е фиктивна, и сите се обидуваме од Мартин Протогер да направиме одредена боксерска влека, кај што за тек на време, наместо кон Груевски ќе се насочат сите удари кон ВМРО-ДПМН. А можно е тоа да е тактика, инаку Мартин Протогер го донесе Милеја на Киевски во штабот и он кога дојде некаде 4-5 месеци пред изборите почна интензивно со мене да се дружи. Мартин Протогер. Да, и пиевме кафе и така ништо не му беше јасно бидејќи дојде вака од прво дојде од новинарската фела каде што бил некој шеф на соработник. Прво бил соработник, се обидувал текстови да пишува, не го биднало за текстови. После отишол кај Керим. На предлог на Милеј Некевски, Мартин Протогер влага во врвот на ВМРО-ДПМН, а всушност врската помеѓу Мартин Протогер и Милеј Некевски се газдите на Лозар Пелистерка во ВМРО-ДПМН. Ама картата за влез му е Миле. Значи кога интересно влезе, господине Петровски, дозволете, ова ќе ви биде интересно. Кога влезе, тој почна интензивно со мене да се дружи. Едно 2-3 недели додека да биде забележан од групата на Гордана и на Миле дека искача со мене на кафе, за веднаш да биде прекинато. Значи вие сметате дека господинот Мартин Протогер од целото тоа купче на луѓе блиски на премиерот има најголема политичка тежина или има најбитно влијание врз носењето на одлуките на премиерот? Па мислам, прво има висока функција, значи тоа не е само шеф на кабинет на премиерот, туку и генерален секретар на партијата. Милеј Некевски од шеф на кабинет на Груевски оди во Тогаш Водовод влегува, и на неговото место го носи Мартин Протогер. Он го носи, Миле го донесе место него. Мислите дека Мартин Протогер првично е човек на Милеј Некевски? Не е човек на Милеј Некевски, се познавале, можда по линија на СДСМ, не сум сигурен, меѓутоа имам индикации. Мокен ли е Мартин Протогер толку? Јас не сметам дека Мартин Протогер е мокен човек. Мартин Протогер прво е млад човек. Пред тоа беше шеф на кабинет, помалку или повеќе секретарка на Срđan Керим. Велат дека бил близок соработник на Срđan Керим, а Срđan Керим во едно свој интервју изјавува дека всушност луѓето од СДСМ лобирале Мартин Протогер да биде вработен во ВАЦ. Апсолутно, во многу, може би мојот гнев во многу ситуации, или да не кажам гнев, или моје недоразбирање со одредени структури во времето кога бе во СДСМ е токму во форсирање на вакви млади и полетни момци, кај што не постои идеологија. Значи многу лесно се именува дресот, клубската боја само заради некој личен профит. Како вие би оценили улогата на Мартин Протогер? Што е за вас Мартин Протогер во ова влада на Никола Груевски? Он стана речиси една митолошка фигура кај нас, заради тоа што не се појавува во јавноста. Тој е човекот кој што очигледно сака да биде, не знам, Гебелс од позадина, човек кој што се јавува, поуредува вести на една па на друга телевизија и така натаму. Значи германска школа во врвот на ВМРО-ДПМН. Источно германска можеби, пошто германците, западните германци побрзо се отараси од таа школа. Гебелсовата на таа, мислите, нели? Да. Толку ли е мокен Мартин Протогер по вас? Мартин Протогер јас го знам од дете. Ретко интелигентно момче. Јас дори го промовирав во времето во Тафталиџе, во малските надпревари. Он и денеска една статива, стабилна основа за развој на одредени процеси во ВМРО-ДПМН. Иначе се сеќавам као на момче чии што татко во тоа време кога јас се плеткав во младина, иако не бев член на Сојуз на комунисти, беше комуњара. Буквално комуњара. И мислам дека момчето дури
и левичарски настроен со тоа што игра многу лево па забега некај десно. Може ли тој човек да има такво влијание на политиката на ВМРО кој што се говори? Па мислам дека се зависи од близината со председателот на партијата. Освен писмата на Мартин Протугер, ние не сме слушнале ништо од него. Дури ни гласот не му го знаеме. Да, бојата на тонот не му ја знаеме. А направивме митска фигура од него. Све што паметно има направено ВМРО ДПМН, го има направено Мартин Протугер. Тоа е лајт мотивот кој денес се врти во Република Македонија. Па ние и од Итар Пео направивме митска фигура, историски не ни одговара тоа, ако добро замислиме. Значи, мислите дека митот за Мартин Протугер ќе падне во оној момент кога ќе се појави пред камера? Да, мислам дека тој човек има една добра особина, сигурно, а тоа е дека го послушал неговиот PR мајстор, кој што му рекол немој да се појавуваш во јавност. Затоа што кога ќе се појави во јавност, веројатно целиот мит за него ќе биде срушен. Значи, човекот кој ги уредува најголем број од вестите, условно речено во Република Македонија, има страв да се појави во вести. Сега, дали ги уредува, тоа се нели новинарски шпекулации. Дефинитивно се зборува дека има силно влијание преку тие реклами на владата. Ја не мислам дека Мартин Протугер е тој што кажува, него тој само спроведува тоа што Никола Груевски го сака. Еве што ќе гледате после рекламите, почитувани гледачи. Ексклузивно досие, сите луѓе на премиерот. Како се формирани лоби групите во власта, кои се луѓето во сенка кои владеат со Република Македонија, како функционира фамилијата која победи на последните 5 избори. Човечкото тело е совршено тело на природата. Секоја негова форма, секое движење, секој здив и допир во себе го носат пулсот на животот. И на оној совршен баланс, наречен здравје. Затоа, ние во Алкалоид сме посветени овој скапоцен подарок на природата, да се заштити и сочува. Ги споивме нашето знаење, искуство и откритија со несовремените технолошки процеси, создавајќи производи кои ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет. Здравјето пред се. Алкалоид Скопје. Ги исполнува сите ваши желби. Мастеркард од Евростандард банка. Го гледате ово? Гледате што се случува? Сите си отидоа, а мене ме оставија вклучен. Добро, што треба јас сега овде да играм, да пеам по цел ден за џабе? Сега, драги гледачи, временската прогноза. А после јас сум им крив кога ќе им дојде сметката за струја, а? Место едноставно да ми исклучат. Упс, идат. Користете електричната енергија разумно. Не оставајте го вклучен телевизорот кога не сте во просторијата и заштедете електрична енергија. Ева на Македонија, секогаш тука за вас. Според мене, Гордана Јанкуловска е човекот со најголема доверба кај Никола Груевски. Да, се согласувам. Гордана Јанкуловска е можеби човекот од најголема доверба на премиерот, заради тоа што долго време работеше во неговиот кабинет и кога беа опозиција. Гордана Јанкуловска веројатно е човекот од најблиска доверба на Никола Груевски. Да. И кога американците, кои што велат 2006 не прифатиле Сашо Мјалков да биде министер за внатрешни работи, Груевски ја става Гордана Јанкуловска. Да. Сум чул за тие приговори. Се задоволува ли Гордана Јанкуловска со позицијата да го топли столчето на Сашо Мјалков? Топлењето на столчето не би го ставил само во секторот на внатрешни, го ставил малце повисоко. Во Линденска безброј. Сашо Мјалков 2 сати 2006 година славеше дека министер за внатрешни работи. Така, тоа се информациите што. Одеднаш Никола Груевски предлага Гордана Јанкуловска. Да. Дали тоа значи дека е човек, односно жена од негова најголема доверба? Апсолутно. Тоа се луѓе кои што го говорат она што лидерот го мисли. И тие луѓе многу добро знаат што сака нивниот лидер да слушне. Или предпоставаат дури што лидерот сака да каже, па го претаркува да го каже тоа. Апсолутно, по они мислам дека највнимателно што прават е тоа да ги проучуваат неговите изјави и велелепни монолози кои што треба да представуваат интервјуа. И тоа се Климоглав Такоевич ги вика у бившата Југославија. Клима со глава вика, така е шефе, ти си најпаметен, ти си најумен. И он е умислен сиромашки дека стварно е 13 метра висок. Гордана Јанкуловска
е жената која Никола Груевски ја избира да биде министер за внатрешни работи, тоа укажува дека има веројатно најголема доверба во неа. Во Миле и во Гордана имал најголема доверба. Велат господин Дојевски дека ако Никола Груевски бил битен за Лјупчо Ѓорѓиевски, бидејќи знаел за сите финансиски трансакции кои се прави во таа влада и во тогашното ВМРО ДПМН, дека Гордана Јанкуловска е битна за Никола Груевски бидејќи таа знае за сите трансакции кои Груевски ги има правено како министер за финанси. Морало да ги знае, не може да не ги знае. Не треба да го забравиме фактот, почитувани гледачи, дека Гордана Јанкуловска е избрана да биде генерален секретар на ВМРО ДПМН после тој жесток раскол помеѓу Никола Груевски и Лјупчо Ѓорѓиевски. Тоа го велат едно од трите клучни личности на Никола Груевски. Министерство за внатрешни работи е еден од клучните ресори и тамо не постои премиер кој ставил на тоа место човек кој не му е некој од првите играчи. Например, Бранко Царенковски го стави Хари Костов, Лјупчо Ѓорѓиевски стави Доста Димовска, Никола Груевски стави Гордана Јанкуловска. Да. Зошто Гордана Јанкуловска прифаќа да биде жена или човек кој ја топли само фотилијата кој беше намената за Сашо Мјалков, односно да биде тој министер за внатрешни работи? А што би работела во спротивно? Би била, не знам, консултант на некоја врвна фирма? Всушност Гордана Јанкуловска е персонификација на тој трансфер на луѓето од кабинетот на Никола Груевски во финансии, во ВМРО ДПМН, од ВМРО ДПМН во владата на Република Македонија. Да. И само од ВМРО-вска перспектива е спорно како се примани во кабинетот на министерот за финансии, бидејќи она е од демократска алтернатива. Да, како вие ќе кажете се имења, не знам, Милена Киевски со постер на Бранко, Гордана Јанкуловска, демократска алтернатива. Тогаш испаѓа на Никола Груевски во Министерство за финансии примал луѓе кои се само не се од ВМРО ДПМН. Не, испаѓа дека тој работи долго пред да стане председател на ВМРО ДПМН, на тоа да стане председател на ВМРО ДПМН и долго пред да стане премиер, и дека цело време градел инфраструктура на луѓе доверливи кои што сега се покрај него по секоја цена, дури и во криминал. Беше шеф на кабинет Гордана Јанкуловска и Никола Груевски, работена во Министерство за финансии кога тој министер за финансии. Може да ми го кажете целиот состав на кабинетот? Па целиот состав на кабинетот денес го гледате во владата. Тоа беа класични маргиналци. Ето што во едно време невреме, кога што се изгубени сите морални вредности. Тие маргиналци станаа власт во Македонија. И затоа имаме ваква состојба. Таму нема ширина. Тие се затворени, само бендисани. И затоа ќе пукнат како балон од сапуница. Која е величината на Гоце Јанкуловска? Која е мокта на Гоце Јанкуловска? Гледате, сите луѓе што се околу Груевски, вие забележувате дека со ниту еден од нив немате направено програмско интервју. Никаде они не прифатиле програмско интервју. Секаде се тоа монолози. Од изборот на телевизиите или медиумите каде што они нешто говорат. Се е тоа покриено со многу работа. Кога вие ќе прашате нешто посуштински, нешто што треба да биде некоја визија, они викаат, ние не знаеме да зборуваме. Оти тоа зборувањето било на другите партии претходно. Ама ние работиме. И они работат 24/7. Јас секој сум рекол тоа, од почетокот кажав дека ако треба да бирам да работам многу или да работам паметно, дека го бирам второто. Но умниот човек 8 сата му се доста. Тој и Ленин го прифатил во крајна линија, мислам. Он им е близок, претпоставам, според оваа матрица која што ја применуваат во овој момент во Македонија. Преку моделот на Милена Киевски може да се анализира всушност денешното владење на ВМРО ДПМН. Како прво во врвот на партијата се инкорпорираат луѓе кои имаат целосна лојалност кон лидерот на партијата, како второ во врвот на партијата доаѓаат луѓе кои имаат претходно левичарско потекло и како трето Милена Киевски човекот кој од врвот на ВМРО ДПМН, кој директор на водовод во Скопје, го склучува првиот договор со таа агенција Република која денес всушност ги води сите рекламни кампањи на оваа партија. Милена Киевски е таа прилепска линија на Никола Груевски. Да, другари се од тоа време. Му помагал околу студиите, исто така и таткото на Миле. Милена Киевски е прилепската врска на Никола Груевски и еден од луѓето кој го прави тој трансфер прво од кабинетот на Никола Груевски во Министерството за финансии во ВМРО ДПМН од ВМРО ДПМН во владата на Република Македонија 2006 година. Милена Киевски, колку што мене ми е познато и ми кажал, се знаат со Никола Груевски од некој курс во Лондон, што биле на некој семинар и потоа го повикува да работи во Министерство за финансии. Значи сите ние збориме за прилепска врска, освари Милена Киевски лондонска врска на Никола Груевски. Така јас знам. Така мене Миле ми има кажано. Беше шеф на кабинет. Шеф на кабинет потоа Никола Груевски е председател на ВМРО ДПМН во опозиција. 7 Миле покрај тоа што министер и член извршен комитет на ВМРО ДПМН, значи во најтесното партиско раководство. Точно е дека Мартин Протоген дојде да биде шеф на кабинет во ВМРО ДПМН, кој Милена Киевски беше испратен да биде директор на водовод.
премиерот има доверба во Милијана Киевски, може да го постави каде било и знае дека нема од Милијана Киевски да добие нож во грб. Таа меѓусебна доверба функционира, меѓутоа на Никола Груевски му треба нешто друго. Миле е шеф на кабинет на Никола Груевски, кога Никола Груевски е лидер на ВМРО ДПМН. И човек што има за време на студиите постер на Бранко Црвенковски во Солун. Има Милијана Киевски постер на Бранко Црвенковски? Да. Постојат фотографии за тоа, ако сака може да ги добие. Младост лудост, господине Петровски. Па добро, ако вие го оправдувате тоа е ваша работа. Меѓутоа, таков прескок во идеологијата за мене е малку чуден. Господинот Јанакиевски е таа прилепска врска на Никола Груевски. Велат се знаат од времето кога студирале во Прилеп и дека од тогаш датира тоа пријателство. Не припаѓа на оваа приказка. Мислам дека татко му се преврта во гробот, кој што едно ретко, Бог да го прости, ретко чесен, интелигентен, интересен човек, кој што мислам дека во сегментот на партиска припадност бил поблизок на оваа другата страна. Мислите дека таткото на Милијан Киевски беше поблизок до СДСМ? Апсолутно. На Милијан Киевски може да му се припишат многу слабости, меѓутоа има еден факт кој не може да се негира, а тоа е дека во времето на Милијан Киевски Прилеп станал бастион на ВМРО ДПМН. Мислите дека Милијан Киевски е еден од клучните играчи на Никола Груевски? Посебно во делот на тендери, посебно во делот на тие градежни работи? Па мислам дека меѓу првите луѓе. Милијан Киевски има направено барем едно 10 проблематични тендери, од кои пола имат паднато на антикорупцијска комисија, а сепак Груевски не го менува. Зошто? Затоа што тој е човек од внатрешниот круг на Груевски, тоа се неколку луѓе кои што имаат апсолутна доверба и мислам што и да направат дека нема да ги промени. Барем 10 на проблематични тендери има Милијан Киевски. Напред 300 глупости се уште Никола Груевски го држи во својата влада. Апсолутно ќе одржи секој затоа што е тоа човек кој што е подготвен да направи се за Груевски. Тој е човек веројатно кој што прво го доделува тендерот, а после прашува зашто. Груевски е човек на кој што му треба такви ликови, тоа е очигледно. Покрај него не сме да има некој кој што не знам, рефлекторите ќе бидат 2 секунди повеќе вперени кон него наместо кон Груевски. Значи многу битен штрак во таа машинерија на Никола Груевски. Многу битен шеф, значи кога здраве Боже, значи дали сега после година, 2, 5 или 75 години како во Мексико кога падна нели запатистите, ќе дојде до промена на власта. Мислам дека еден од првите кои што ќе биде уапсен од нека демократска власт ќе биде токму тој. И таму треба да се проверат кумовски врски кој на кого што му е кум, па ќе видите кај завршуваат тендерите по 10, 20, 30 или 40 евра и слично. Само пратете го трагот на парите, ќе видите кој е кој. Зошто Никола Груевски ги толерира сите тие гафови на Милијан Киевски? Милијан Киевски има направено барем едно 10 проблематични тендери. Се ќе му прости. Не, апсолутно се ќе толерира затоа што Милијан Киевски му е најлојалниот човек. Да му рече сега да се фрли во Вардар, ќе се фрли. Де факто Елизабета Канчевска била секогаш во сенка и била политички производ кој излезе од кујната на Ганка Самуилова Цветанова. Елизабета Канчевска треба да биде новата Ганка во кабинетот на Никола Груевски. Па да, она и беше дел од кабинетот на Ганка. Ја убаво се сеќавам дека кога одев на состаноци кај Ганка ме примаше Бети. Елизабета Канчевска има амбиција да биде Ганка Самуилова во кабинетот на Никола Груевски, односно таа улога која имаше Ганка во кабинетот на Лјупчо Георгиевски, сега да игра Канчевска кај Груевски. Да, добро што ја спомнавте господјата Ганка Самуиловска. Мислам дека она направила добар избор, она имала нос за тоа да одбере кој е добар за секретар на кабинет. Мислите дека Елизабета Канчевска е родена да биде секретар на кабинет? Да. Мислам не зашто да се каже за Бети. Се труди да биде министер. Се труди да биде нова Ганка, веројатно. Се труди да биде нова Ганка. Меѓутоа жената прифаќа да се пука во неа, прифаќа да биде главна во таа операција метла на опозицијата, веројатно прифаќа дека после падот на ВМРО од власт дека главните атаци за корупција во проектот Скопје 2014 ќе бидат насочени кон неа. Очигледно е дека и во оваа гарнитура, како и овие 20 години има многу луѓе кои што носат одела кои што им се облеки, кои што им се 3 пати поголеми. Што да се каже за Елизабета Канчевска, почитувани гледачи? Мене ми се бендисо, мене ми се допаѓа енергијата на нашата министарка за култура и би ми било многу жал ако Елизабета Канчевска биде прва жртва на таа политичка афера метла. Проектот Скопје 2014 Никола Груевски смета дека треба да е белек и печат на неговото владење. Јас Елизабета Канчевска сметам за еден голем работник, искрено да ви кажам. Така да само пофални зборови имам за таа млада господја. Проектот 2014 година станува клучен проект на ВМРО ДПМН, од која ќе зависи дали ВМРО ќе победи или ќе изгуби на следните избори. Елизабета Канчевска се промовира како фронтмен на целиот тој процес. Не, тоа е проекцијата. Значи така е замислен проектот да биде клучен
Јас тоа секогаш го зборувам и во оваа емисија ќе кажам дека Никола Груевски ќе доби или ќе изгуби избори на онаа тема на која што ги добил прв пат изборите и се промовирал како премиер, тоа е економијата. Свесно ли прифаќа Канчевска да биде метата по која ќе пука опозицијата па таа операција Метла или одредени злоупотреби во тој проект Скопје 2014 година? Ја мислам дека тој проект ништо не е несвесно. Значи дека е доста добро планиран и ако има некакви криминални активности, Одбрана е Елизабета Канчевска да биде жртвувана, значи. Ако прифатила таква улога, нема да ми биде драго. Мислите дека Елизабета Канчевска ма ги епсана од работата на Никола Груевски? Мислам дека да, се уште дека има страшна доверба дека тоа што го прави тој дека е во ред и за тоа така се не верувам дека не можам да сватам зошто иначе би го пранела тој проект. Обично барокот импресионира, нели? Барокот е светкав, барокот значи блешти. И веројатно тој барок им требаше. Кога оди човек во градовите во Европа го гледа тоа и вика ова ни фали тука баш би легнало. Ама вика таму имаме зграда, бе ќе направиме бар фасадата да биде така. 3 кубика од барок да донесеме тука. Тоа само говори дека имаме работа со луѓе кои што баш и не се изживеани. Кои што мислат дека може, не знам, утре ако им текне банани да има во Скопје, ако треба они климата ќе сменат, ама бананите да им успеат. Ова е се ненормално. Ова е генерално едно лудило. И тоа што требаше да биде плаушник и ганка во кабинетот на Лјупче Ѓоргиевски, треба да биде Бети Канчевска со Скопје 2014 во кабинетот на Никола Груевски. Видите, Васко, мислам дека тоа е дел од една десничарска логика да остават траги, спомени од периодот во кој владееле. Сега имаме една малку комична ситуација што она што Лјупчо го направил, тоа мора да биде покриено со поголеми проекти, бидејќи тука станува збор малку и за комплекси кои што се гонат еден со друг. Нешто што ќе може Никола Груевски да го остави кој аманет на својот град. Така. Да го одбележи владењето на Никола Груевски или неговиот личен печат во тоа владење. Никола Груевски ќе може со прст да покаже на тие градби. Рече, јас не го решав ова, не го правев ова, ама јас сепак нешто правев што остана. Имам чувство дека таа треба да игра улогата во тимот на Никола Груевски, адекватна на улогата на Ганка Самуилова Цветановска во тимот на Лјупче Ѓоргиевски. Јас не можам да го кажам тоа, меѓутоа сакам да кажам дека сепак Ганка, за мене господја Ганка, јас се запознав, беше за класа 2 попаметна и повиспрена, затоа што втората особа на која што утре ќе зачека, ако дојде да промена на власта, полицијата ќе биде ова господја. Кога ВМРО-вците на своите познати пресконференции им порачуваат на Тито Петковски или на Стојан Андов да оде во пензија, тогаш јас со смеење се сеќавам на Михајло Маневски или на тоа вечно момче на македонската политика. Имате ли објаснување за Михајло Маневски? Не. Што го држи Михајло Маневски во владата на Никола Груевски? Значи он успеа во санирањето, односно во чувањето на ликот и делото на безгрешниот и чесен наивен Груевски. Пазите, он беше министер за финансии во времето на Ѓоргиевски. Ѓоргиевски останува лошиот, а овој кој што подпишувал таму го има на милион подписи до окти, до не знам што се. Не присуствувал на седница. Да, он е чисти наивен. Он обично знае тоа да го направи. Кога треба да се признае Косово, он оди во тоалет, поостанува кум Ставре, он подпишува. Нели така беше исто и за косовското признавање. За на крај сите да бидат криви, а Цеца е невин, пардон, Груевски е невин. Човекот кој беше последен комунистички министер за правда е министер за правда во редовите на ВМРО да помене. Па мислам со Михајло најголемиот апсурд во цело во ново ВМРО-вско функционирање. Може би најдобар доказ како е направен тој модел на функционирање на ВМРО. Мислам дека преку Михајло може да го најдете одговорот и на сите овие претходни прашања, што всушност сега представува ВМРО ДПМН. Мислите ребусот кој треба да се реши е Михајло Маневски? Да, ребусот е Михајло Маневски. Денес е најгласен противник на левата опција во Република Македонија. Значи пак не се сложам со вас. Левица и десница, ја мислам дека овие се полеви. Леваци се по убеđenje овие дечки што се на власт. Тоа е прва работа. Вклучително и Маневски? Па добро, он е лев од почеток, а овие леви со две леви се сите, ама опозиција се да играат на десна страна. Погледнете ги овие снимки со насмеањето Михајло Маневски и све ќе ви биде јасно, почитувани гледачи. Ова се снимки од изборот на Киро Глигоров за прв председател на посткомунистичка Македонија, а тогаш Михајло Маневски е последниот комунистички министер за правда. Што е тоа што ги врзува Михајло Маневски и Никола Груевски? Па веројатно нова млада екипа им треба искуство. Им треба додатак елиме вегета.
Мислите дека Никола Груевски му должи нешто? Нешто му мора да му должи. Таков е мојот впечаток. Немам друго логично објаснување. Бидејќи Михајло Маневски не е популарен во јавноста, Михајло Маневски нема партијска структура во МРДПМН, Михајло Маневски не е омилен кај странците, а Михајло Маневски и понатаму е министар за правда. Па затоа велам нема здрава логика. Друга логика освен дека нешто му должи. Значи мислите дека всушност Михајло Маневски со 3 стента е врзан за Никола Груевски? Практично. Ко заштити неговото лик и дело, игра битна улога во дисциплината на судството и блиски фамилии на фамилијата застануваат зад Михајло Маневски. Гледате, таа меморија што ја има Маневски, заедно со сопругата... Последен министар за правда. Да, заедно со сопругата Маневска, тоа е наназад колку? 40 години, он веќе ги исполнува и условите за пензија, така? Велат дека ако фамилијата владе со ВМРО-ДПМН, тогаш веројатно околу фамилијата постат уште неколку мокни фамилии и веројатно решение на едно од тие мокни фамилии е Михајло Маневски. Меѓутоа обстојува. Сега, кои се тука семејните линкови, веројатно знаете. Пријателството што семејството Маневски го имаше со семејството Камчеви придонесе да тоа да господинот Маневски како министер за правда биде дел од оваа влада. Иначе ако е Владко Ѓорчев Джеймс Бонд во политичкиот или идеолошкиот дел, тогаш е Михајло Маневски Джеймс Бонд во судскиот дел, односно има дозвола да убие кого треба. Не, нема дозвола. Овластен е строго. Да не се умислат баш... Значи со овлашчење. Да, овластен е. Ако Михајло Маневски не е популарен, ако Михајло Маневски не го сака меѓународната заедница, која е таа трета причина што го тера Никола Груевски се уште да го држи Михајло Маневски во својата влада? Ви реков, тоа останува енигма за сите нас, за целата јавност. Мисля дека Михајло Маневски игра клучна улога како председател на антикорупцијска комисија да бидат забошотени и да бидат трнати настрана многу корупцијски афери околу Никола Груевски? Па Михајло Маневски беше клучниот играч во тој период и тука нема сомнение. Процесот со 4 стана на неговата мајка. Процесот со 4 стана, да кажеме. Националната платежна картичка. Значи, ако се одеше по делот на процесот на 4 стана, долно ќе беше Божиновска да ја повика на еден разговор во антикорупцијска и ќе има одговор на сите прашања. Па може и повика, па затоа ставија денес да биде председател на комисијата за верски прашања. Па затоа и велиме Михајло Маневски е ребусот на сите овие прашања. Сака да кажете дека Михајло Маневски беше кинескиот зид во периодот 2004-2005 година како председател на антикорупцијска, ниедна афера да не дојде до името на Никола Груевски. Тоа се знае. Тоа сите го знаат. Значи Никола Груевски му должи на Михајло Маневски. Веројатно на тој начин си се поврзале и си стекнале доверба еден во друг. Господинот Маневски веројатно е најслабата точка во сите извештаи кои ЕУ и НАТО ги дава до владата Никола Груевски, а Никола Груевски воопшто не размислува. Тама тој е најаката карика тука во Македонија. Да. Мислам дека господинот Груевски не го интересира тоа што му кажуваат од надвор. Мислам дека Маневски одработува многу на делот на внатрешен план, политиката, судство и така натаму. Јас можем само да му симнам капа во делот на одработување на агенда. Дали е негова или агенда на партијата на која што и служи. И човекот е окей во тој сегмент. Вела дека Антонио Милошевски припаѓа на крилото на Сашо Мјалков во таа поделба на крило на Мјалков и крило на Зоран Ставрески оврват на ВМРО-ДПМН. Која е вашата прва асоциација на Антонио Милошевски? Па јас многу добро го знам Антонио, знам на што е све спремен. Мислам дека првиот збор што ми паѓа на памет е бескрупулозност. Антонио Милошевски беше човек близок на Доста Димовска, подосна беше портпарол на Љупчо Георгиевски, денес да биде министар за надворешни работи на Никола Груевски. Очигледно во него има доволно материјал за да игра било која улога што ќе му се довери. Веројатно сака да биде во власта по секоја цена. Магијата на кабинетите, веројатно тоа е тоа. Вие го сменивте него од врвот на младината на ВМРО-ДПМН. Зошто? Јас поседувам документи ден денеска дел се и објавени на интернет. Целото раководство на Подмладокот поднесе оставка доколку тој остане и продолжи да ги шири неговите идеи на начин на кој што ги ширеше. Мислите на овие идеи на блискост кон Бугарија? Тој целиот свој неквалитет, целата своја безличност ја покриваше со бугарофилство. Мене не ми смета некој кој е бугарофил. Мене ми смета кога тоа се користи за напредување во политика, а се покриваат сите други недостатоци на карактеристики. Кој е вашето мислење за Антонио Милошевски? Искрено, да ви кажам, јас за него имам високо мислење, без разлика. Мислам дека вешто избегнува кривини лево-десно и мислам дека е добар атлетичар. Значи мислите дека на долги патеки може би добро да игра? Не ги фаќа овие министри за се слика со нив кои скачат од грмушка и папараците наши го сликаат и на маргините на средбите. Се сеќавате за неговото легендарно трчање по Меркел ли беше, која беше? И денес тој човек
на местото на дресот на Христо Стоичков го обреше дресот на антички македонец. Па да, па тоа е таа бескрупулозност во која што ни самиот не верува. Утре ќе му заврши мандатот, ќе отиде да се живее во Германија, а ние ќе останеме пак тука. Што мислите, почитувани гледачи? Кого денес повеќе го сака Антонио Милошевски? Христо Стоичков или Дарко Панчев? Мислите како Антонио Милошевски еден ден го симне дресот на антички македонец, под него ќе има дресот на одредени линкови кон Бугарија? Па, не се сомневам во тоа. Секојаш Антонио Милошевски ваеше како одреден репрезент на тоа бугарско крило во рамки на ВМРО и во рамки на Република Македонија. Таа негова книга против Блаже Коневски, антологиска книга, кога нарекува Џуџото од Небрегова, човекот успе да преживе и успе да го обличи дресот на антички македонец. Мислам дека таму нема идеологија. Таму е чиста прагма. Знаеш, кога ќе дојдете од студии, дали се работи од ваму или од таму, од Кичо, кога идете пешки, па сте почесто гладни и по него добивате шанса, имате добра плата, добра заработувачка, ухова се екипа, авиони, ве чекаат на аеродроми и слично, заборавате таткото и мајката како се викаат, а не она што сте го кажувале пред неколку години. Како човек на Доста Димовска. Па Доста Димовска и самата ден денеска верувам дека се кае што гурала таков човек. Што го форсирала Антонио Милошевски. Вела човекот кој најдобро знае да преживее во редовите на ВМРО ДПМН. Многу го ценам јас Антонио Милошевски како прилично паметен човек со убави ставови за политиката, меѓутоа јас мислам дека на таа позиција тој седи само за да го чува името. Како можеби најревносен чувар на името. Оние што го познаваат барем подобро и приватно, кажуваат дека со многу работи не се согласува во водењето на надворешната политика, меѓутоа фактот дека останува и натаму таму зборува дека повторно имаме работа со личност која што не се почитува пред се самата себе си. Никола Груевски да биде условно речено помеки од политичар, ко Борис Тадич, Антонио Милошевски да биде Вук Јеремич на македонската политичка сцена. Да. Притиснат ли Антонио тоа да го прави? Па не знам дали е притиснат, но можеби тоа е единствениот начин да остане на таа позиција каде што е сега. Ако толку обстојува Антонио Милошевски во владата на Никола Груевски, тоа може значи две работи. Прво, дека Никола Груевски не гледа опасност во него, и второ, можеби Антонио Милошевски наставно се подредил на Никола Груевски и не представува никаква закана за неговата лидерска амбиција. Антонио Милошевски според својот физикус не оддава впечаток дека би бил закана за некого. Значи еден таков мирен и како мирен човек што би ги слушал, да речеме, наредбите од предпоставениот, така, и сметам дека тоа е неговиот клучен успех. Значи Антонио Милошевски може да има политичка кариера се до момент дека Груевски не реши да направи компромис? Токму тоа го мислам. Тоа значи ќе има кратка или долга политичка кариера Антонио Милошевски? Јас мислам дека ќе има кратка политичка кариера. Дали Ѓорги Иванов е повеќе татко на македонската антиквизација или татко нова македонска нација која полека лута во својот идентитет? Ѓорги Иванов е веројатно најконтраверзниот избор на Никола Груевски изминатите 5 години. Веројатно никој не очекуваше да биде кандидат на ВМРО и подоцна да биде избран како председател на државата од редовите на ВМРО ДПМН. Па јас не мислам така. Мислам дека Ѓорги Иванов е најидеалниот избор на Никола Груевски за тоа како тој замислува функцијата председател во време кога тој е премиер. Билат многу близок со тоа руско лоби во Република Македонија и со многу интересни релации со српската политичка сцена. Говорам за Ѓорги Иванов. Па не знам за близината на српската линија, повеќе би верувал во близината на Никола Груевски со српската линија отколку на Ѓорги Иванов. Мислам дека Ѓорги Иванов не е случаен производ, туку дека е проект кој се работел едно 4 или 5 години, бидејќи првичната функција која му ја нуди Никола Груевски да биде амбасадор на Македонија во Грција. Ни најмалку не е случаен и тој добро ја игра својата улога. Дали е случаен изборот на Ѓорги Иванов за председател на државата? Не мислам дека има многу случајности во кадрската политика на ВМРО ДПМН. Ѓорги Иванов и не крие дека бил еден од основачите на УИДИ во Република Македонија. Удружена Југословенска интелектуална иницијатива или иницијатива за спас на Враменска Југославија. Тој тоа не го крие. Тој е еден од оние левичари или СДСМовци кој на крајот сепак облекува ВМРО-вско античко дело. Секој беше за близок на левицата. Кој е Ѓорги Иванов? Председател на државата, да ја потсетам. Хорхе Први Пајлурски. Дали знаете дека Ви имали држано курсиви? Ви имали држано курсиви ко младенец на СДСМ? Не, прво тој не бил моја лига. Ѓорги Иванов, сите СДСМовци или младинците на СДСМ велат не тренираше
кој беше близок до СДСМ, близок на Георги Спасов, секогаш со левичарски определувања, Па и на не крај само тоа, станува председател член од на редовите раководство на ВМРО ДПМН. на југословенско ниво. Самиот се фалеше дека е еден од основачите на УИДИ во Република Македонија или Удружена југославенска демократска иницијатива за спас на поранешна Југославија, одеднаш стана кандидат на ВМРО на десната политичка опција за председател на државата. Тоа за УИДИ баш и не знам дали тоа било така. Меѓутоа факт е дека беше поблизок кон СДСМ. Меѓутоа тоа не е ништо ново. Ако погледнете кои се е во ВМРО ДПМН, таму има многу луѓе кои што биле дали во СДСМ или биле во Демократска алтернатива, која што беше понтонски мост у 98 за луѓето од битка за ранетите, ја што го викам од СДСМ да се прешалтаат во новата власт. Интересно дека Никола Груевски го предлагаше Ѓорги Иванов за амбасадор во Грција, Бранко Царенковски тогаш председател не го прифаќа тој предлог и подоцна го номинира како свој предлог за председател на државата од редовите на ВМРО ДПМН. Да, тоа значи дека не е случајно паднат од небо Ѓорги Иванов како председателски кандидат, значи има историја на соработка помеѓу ВМРО ДПМН и Ѓорги Иванов. Дали главниот град на државата која предводи Ѓорги Иванов е Скопје 2014 или античкиот град Пела? Секојаш Ѓорги Иванов ваеше за човек близок на Ѓорги Спасов и никако не погоди ниеден. Ние постојано забораваме дека првата функција кој Никола Груевски сака да ме даде на Ѓорги Иванов амбасадор во Атина или амбасадор во Грција, тоа го стопира тогаш Бранко Царенковски. После тој неуспешен обид Ѓорги Иванов да стане амбасадор во Грција, Никола Груевски него го предлага за председател на државата. Апсолутно, Никола Груевски пред себе го имаше примерот на односите помеѓу Љупчо Ѓоргиевски и Борис Трајковски. Мислите дека не е случаен изборот на Ѓорги Иванов? Не е случај. Мислам дека Иванов не е случаен избор на Никола. Дека е подготвуван производ, подготвуван модел да биде избран таков председател на државата. Мислам дека Иванов како председател на Република Македонија е во рамките на концептот на модел за председател на Република Македонија по избор на Никола Груевски. Мислам дека премиерот Никола Груевски доби председател како што посакуваше. И денес ја поставам дилемата дали дома денеска Владко Ѓорчев се уште чува сликата на Љупчо Ѓоргиевски во која се крстеше до пред 5 години. Владко Ѓорчев има најдолг стаж од сегашното раководство на ВМРО во ВМРО ДПМН. Да, јас го зачленив после протестите 97 година. Владко Ѓорчев веројатно очекуваше многу поголема политичка кариера, беше близок до Борис Трајковски, се клацкаше во тој конфликт помеѓу Љупчо Ѓоргиевски и Никола Груевски, на крајот остана кај Никола Груевски. Ако Владко на некого требаше да му биде најблагодарен за тоа што го препознава како ВМРО-вче, тоа беше Ѓоргиевски. Владко Ѓорчев, веројатно човекот со најдолг партиски стаж од сегашното раководство во редовите на ВМРО ДПМН, човек со 32-33 години, е смешно да се каже дека има најдолг партиски стаж, меѓутоа тоа е реалноста. Владко Ѓорчев е човек кој од длабока доверува на премиерот, тоа и сум го слушнал. И јас мислам дека без разлика дали се согласувам со неговите ставови или не се согласувам со неговите ставови, тој е човекот кој можеби најмногу има одработено за каузата таква како што ја знаеме, нели, на ВМРО ДПМН. Апсурдно е денес дека Владко Ѓорчев со свој 32 години има најмногу стаж во ВМРО ДПМН. Добро, тоа одамна сум го зборувал, јас си мислам дека сме согласни дека злоупотребата на деца во политички цели е почнала од господинот Глигоров. Дали Владко Ѓорчев? Само на такви луѓе вие можете со таа возраст да им продадете приказна дека во 95 година сме можеле да видиме дел од НАТО, ама некој одбил. Зошто Владко Ѓорчев прифати да биде дел од тимот на Никола Груевски и не остана со Љупчо Ѓоргиевски. До постоен момент, колку што јас имам информации, дека се правиат тие калкулации кој на која страна ќе оди, Владко Ѓорчев беше на линија со Љупчо Ѓоргиевски. Па јас ги знам тие информации, бидејќи имам човек од внатре кој што бил покрај него додека он телефонирал Дена Груевски, Дена Ѓоргиевски. Добар дел од тие луѓе таму, еве да не именувам и други, беа во таков стрес што повеќето пие апчиња за смирување, не знае како да се одлучат. Тоа е проста причина што единствено гледаа интерес, каде ќе превагне интересот, а не може да просудат во тој момент кој ќе биде појак. Инаку да, после тоа тој се определи да биде овде и верувам дека и после тоа контактирал со Ѓоргиевски. Како Владко Ѓорчев го изневерува Љупчо Ѓоргиевски, велат во тој конфликт помеѓу Љупчо и Никола, Владко до крајот е на страната на Љупчо. Меѓутоа во последен момент го менува адресот. Знаете што е интересна таа концепција и структура таму. Секогаш тие што се предавници или кодоши одма напредуваат во дел од партиските структури. Беше еден од најголемите фронтмени на доаѓањето на Никола Груевски на власт. Беше оној туристички водич што ги решетуеше новинарите да ги покаже куќите кај црвената буржуазија.
Од мене доби пакетче за нова година во собрание, ама сега не го гледам да ги покаже. Има една тамо улица Салвадор Алинде кај што се куќите на ново компонираните воморовски богаташи. Таму не оди да покаже кој што има. Вечниот незавршен студент или вечниот абсолвент Владко Ѓорчев денес се засили и сака да заврши два факултети. Вие го зачините Владко Ѓорчев во ВМРО ДПМН. Да. Владко Ѓорчев веројатно очекуваше многу повисока функција, не ја доби. Дали има лидерски амбиции Владко Ѓорчев во ВМРО ДПМН? Има. Ја мислам дека тој се гледа како нареден председател после Груевски. Зошто му беше... И сите елементи, се што повлекува како потез, укажува на тоа. Дали по вас Владко Ѓорчев има лидерски амбиции во врвот на ВМРО ДПМН? Се надевам дека е доволно умен да знае дека таму би пропаднал најбрзо. Мислам дека он во овој момент ужива у таа улога. Он да биде нешто као Джеймс Бонд у парламент овластен да убие, он има дозвола, иди на Бучко на емисија, изразвикај му се, направи на ова и така натаму. Ако не знаеш што да правиш у тој момент, обвини го Црвенковски, пошто тој е редовно виновен за се. Зошто Владко Ѓорчев не го доби тоа место кој го посакуваше? Министар за одбрана, претпоставам. Па тогаш немаше оформено високо образование, немаше формално услови да биде министар. Иначе момчето има желба, талентиран, али мислам дека цел живот ќе остане талент, како Петар Вилфан. Никад нема да заигра од златната 12 на југословенската кошарка. Зборам за тоа време. Мислите дека проблемот на Владко Ѓорчев е дека од идеолошкото, а не од бизнес или економското крило на Никола Груевски и дека тоа ја детерминира неговата позиција во партијата? Да, мислам дека тоа ја детерминира. Евентуално постојат три играчи со можни лидерски амбиции. Тоа е Владко Ѓорчев, Антонио Милошевски и градоначалникот на аеродром господинот Коневски. Зашто го поценувате Илија Димовски? Има таму уште играчи. Што би рекол Хемингвеј, Силвана Бонева припаѓа на таа така наречена изгубена генерација на ВМРО ДПМН. Силвана Бонева веројатно е представник на таа изгубена генерација ВМРО ДПМН, блиска до Маријан Ѓорчев и Љупчо Ѓоргиевски, се става на страна на Никола Груевски и на крај не ја добива таа функција, таа позиција која веројатно ја очекуваше. Знаете, ќе добиете, вие сте мало човече, ве донеле од негде, ви кажале што ќе облечете, ве дотерале, ви кажале ова е собрани, ова е градски, трговски, ова е пешачки, зелено светло и преку ног добивате улога да бидете големи. Во два клучни периоди таа се става на страна на Никола Груевски, кога Никола Груевски победува за лидер на ВМРО и подоцна победува таа битка со Љупчо Ѓоргиевски. Тоа се војници за сепак за во првиот собраниски ред, но не и гардата лична на премиера. Многу минаа подценот, меѓутоа мислам дека е една многу битна фигура во ВМРО ДПМН изминатите 6-7 години. Да, не е за подценување. Исто и она има одредени многу силни карактеристики, капацитети за занимавање со политика на оној кулоарски начин. Меѓутоа, мислам дека веќе е истрошена, ја истрошија и сега полека ја тргаат на страна, ја користат само на дугме кога им треба, затоа што она не е во онаа конструкција на внатрешниот тим од тие први 5-6 луѓе. Силвана Бонева е жената која два пати застана на страна на Никола Груевски, еднаш на Конгресот 2003 година и го изневерува Маријан Ѓорчев, и втор пат 2004 година кога тој конфликт со Љупчо Ѓоргиевски. Силвана Бонева 2004 година дефинитивно беше на страната против Груевски. Два пати Силвана Бонева игра таа клучна улога. А и таа е наводно голема бугарашка. Па така велат, нели, читајќи некои текстови на блиски нејзини роднини. Клеветнички, како Бучковски, например, што сега пред суд има проблем тоа да го докажува. Да, Бучко сега треба да докаже дека таа не е бугарашка, претпоставам. Да, не, него му беше тоа проблем со пасошот. Он е тужен дека она нема државјанство сепак. Дека некој од незината фамилија има бугарски пасош. Или сопругот, пардон. Меѓутоа мислам дека таа е дел од луѓето за кои што Ѓоргиевски чудно математички прецизно кажа колку луѓе од неговото време биле као бугараши, а сега ете и он е изненаден што се кај Груевски. 2009 година на локални избори ја стопорува Силвана Бонева да биде против кандидат на Зоран Заев и на некој начин да се заборави дека Ставревски е носител на таа изборна единица. Многу лукаво мора. Само тоа, и за да ја изгорат Бонева, за да ја намалат амбицијата, бидејќи Бонева е амбициозна жена која што направи се за да се искачува нагоре во пирамидата на моќта кон Груевски. Значи мораше да ја жртвува Бонева за да може да ја елиминира. Да, она е жртва. На крајот него доби тоа веројатно што го очекуваше. И верувам дека Никола добро ја наградил за тоа што она го одигра во одреден клучен временски период. Дали во времето на тој жесток раскол помеѓу Никола Груевски и Љупчо Ѓоргиевски, всушност Силвана Бонева беше тој бакарен спроводник кој ги пренесуваше тие тајни информации од Ѓоргиевски до Никола Груевски? Значи Силвана беше на страна на Љупчо. Дефинитивно. Единствено се чекаше потписот на Силвана.
Мислам во тој период Силвана ги пренеси сите информации од едната на другата страна, за после да следи пресконференцијата. На Никола Груевски? Да. Бито интересно дека после интервјуто на Лјупчо Георгиевски, кај што вели дека 2/3 во врвот на ВМРО биле бугараши, Силвана Бонева кој не се имаше појавено на јавна сцена со Никола Груевски претходно 2 или 3 години, 2 дена после тој интервју беше на Унија на млади сили, 20 или 18 години славе, пред на сцената до Никола Груевски. Па нормално. Католикот мора да биде поголем од папата за некои такви работи. Она мора да ја докажува секојаш правоверноста. Дали Никола Груевски ја пушти Бонева низ вода кога ја натера да биде кандидат или против кандидат на Зоран Заев на изборите лански 2009? Апсолутно се знаеше. Не да ја згази, ја прегази. Ја осакати. Ако на првата асоциација сите луѓе на премиерот Никола Груевски во опозицијата би рекле фамилијата на Никола Груевски, што би рекол Лјупчо Зиков? Сашо Мјалков. Кој е најмотниот човек во тој тим? Дали е тоа Никола Груевски, дали е тоа Сашо Мјалков? Немам дефинитивен одговор. На тоа прашање? Не. Затоа Сашо Мјалков не го ставивме во овие 10 луѓе на Никола Груевски, бидејќи сметам дека можеби е апсолутно многу помоќен од сите нив, па дури во одредени моменти помоќен од премиерот. Можно е. Можно е. Која е вашата прва асоциација на тимот на Никола Груевски? Или кој би ве прашал кои се луѓето на Никола Груевски, што прво би ми одговориле? Безличност. Луѓе без идентитет. И тоа е најголемата перверзија. Луѓе што немаат личен идентитет и интегритет, они се борат за националниот идентитет. И затоа вака ни оди кој што ни оди за жал. Останете со нас и по рекламите, почитувани гледачи. Ало, Душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Веднаш се враќам. Повелете, комшивке. Се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивке, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мело. Повелете, комшија. Ги исполнува сите ваши желби. Мастеркард од Евростандард банка. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов. Вечера, почитувани гледачи, можете да проследите нашето досие на тема сите луѓе на македонскиот премиер. Ние се гледаме и од петок во истото време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.